Година дена по историската инаугурација на првиот претседател афроамериканец и неговото ветување за промени, мнозинството граѓани што ги запрашавме на улица сметаат дека најголем предизвик за Барак Обама ќе биде високата стапка на невработеност. Некои не се задоволни од досегашните владини иницијативи. Може многу да се подобри ситуацијата со намалување на невработеност, преку насочување на владините стимулативни пакети кон попродуктивни дејности за разлика од минатата година. За многумина клучот за заживување на економијата лежи во малите бизниси. Економијата во САД зависи од малите бизниси. Мора да има ефикасна политика што ќе го поттикне производствениот сектор. Банките не даваат заеми како порано. Мора да уследи план, што не само ќе го поттикне финансискиот систем, туку и ќе ги стимулира малите бизниси. Овој жител на Вашингтон смета дека Обама реално постигнал колку што можел, со оглед на ситуацијата што ја наследил. Генерално економијата е на вистинската патека и ќе продолжи да се развива по тешкиот период изминативе години. Обама во првата година од мандатот постави добри цели и е подготвен да продолжи да работи. Мислам дека тој е еден од најдобрите претседатели кои сме ги имале досега и сметам дека економијата се движи во вистинска насока. Со начинот како ќе се справи со невработеноста која најмногу ги загрижува американските граѓани, ќе зависи идниот рейтинг на американскиот претседател Барак Обама. Барем за сега последните анкети покажуваат дека има опаѓање на оние кои се задоволни како се ја врши работата, на 48%. Како за споредба, пред една година тој процент изнесуваше 63%. Јане Бојачиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.